Потрошувачите во Хрватска денес масовно ги бойкотираат супермаркетите, организиран на социјалните мрежи, а како одговор на превисоките цени. Во Конзум, Лидал, Меркатор, Шпар и други во некои периоди од денот имаше едва и по неколку купувачи. Овде сум и го купувам само основното. Ќе купам само леп и зеленчук. Објаснуваат оние кои беа таму за Слободна Далмација. Колку беше намален прометот. За еден час во нашиот супермаркет се прават и до 120 сметки, а сега едва и 23. Објаснува продавачка за Слободна Далмација. Потрошувачкиот бојкот во Хрватска е актуелен и во нашата држава бидејќи проблеми овде се превисоките цени, за кои граѓаните сметаат дека главни виновници се големите трговски синџери. Дали примерот ќе биде ископиран и кај нас? Здраво да ве прашаме, дали треба да се бойкотираат маркетите поради високите цени, исто како во Хрватска? Па би требало, претерано е тоа. Па треба да нешто превземе. Нагло одат цените нешто нагоре. Не само кај нас, секаде, у сите градове. Да. Па треба. Треба да се бойкотира, да. Треба да се бойкотира, се. Треба, пријателе. Па би требало. Малку, ако имаме залихи да ги трошиме, да осетат дека немам потрошувачка, па ќе мора малце да ги симнам цените. Да, обавезно. Да, нормално треба да се бойкотираат. Ненормални се цените на пазар. Се бойкотира тебе тука, се да се бойкотира. Од синдикатот тврдат дека цените неконтролирано се движат нагоре и дека за нив бојкотот по примерот на Хрватска би бил оправдан. Јас во моје име го поддржувам вако, бидејќи сигурно не наше разбирање нити со владата, нити со трговците, нити пак нашиот начин како да ги стопираат цените онака како би требало да бидат. Ако и кај нас граѓаните и издруженијата одлучат на еден ваков пристап, мислам ние би ги поддржале, бидејќи сепак гледаме дека 4 до 5 месеци многу се пораснати цените на прехранбените артикли и покрај мерките. Така да ревотот кај граѓаните со кои се среќаваме е се поголем и поголем. По завршувањето на новогодишната кошничка со намалени цени, владата најавува и нови, но истовремено ги повикува трговците само иницијативно да ги намалат цените, што некои го направија, но главниот заклучок е дека ефект нема и дека пресметката со цените доправа предстои.